Почитувани гледачи, добро вечер и еве повторно со музичката емисија Векови ноти. И според нашата концепција се разбира музички поздрав. Останете со нас. И почитувани гледачи, време е да го представиме нашиот вечерашен соговорник, поточно соговорничка, а тоа е нашата гостинка оваа вечер, Ивана Ѓурѓевиќ Јанков. Добро вечер и добродојдовте во овој убав амбиент, се разбира во телевизија Ирис. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Ми е чест да учествувам во вашата емисија. Амбиентот е прекрасен. И ние сме задоволни во твоето присуство, се надевам дека ќе бидеме задоволни и до крајот на самата емисија. Господјо Ивана, јас би рекол, доаѓаш во Штип. Кој беше повод да бидеме тука заедно во оваа емисија? Повод е, да кажем, случаен. Љубовта ми се случи и непланирано дојдов во Штип. Да. Уште во 2002 година. Каде се сретнавте со господинот Јанков? Или мала тајна? Да си ја зачуваш за себе, не е проблем, нели? Да. Морска љубов. Морска љубов. Баш ми е драго. И ние штипјани сме, разбира се, задоволни затоа што ни дошла една квалитетна професорка
И сега малку поопширно за патот до Штип, до градот Штип. Јас имав веќе некои планови, некоја и кариера во Белград живеев пред да дојдем во Штип. Родена во Крагуевац? Родена во Крагуевац, така е. Основно и средно образование завршив во Крагуевац, потоа студирав во Белград, вработив се во Белград на струка и ете. Кој одсек беше студиите во Белград? На студиите во Белград бев на хорско и оркестарско диригирање во класа на професор Даринка Матич-Маровиќ. Ние штипјани сме задоволни затоа што имаме диригентка која студирала во Белград. А за Белград ќе кажам, тоа е град добар ден Европа. Дали се сложува што тоа? Секако дека се сложува. Да. Следува второто прашање, колку се вашата љубов јави за музиката? Дали имате музички корени во вашата фамилија, во вашето семејство, во Крагуевац, или некој кој што знае дека имаш квалитети да завршиш таков факултет? Јас сум прв, да кажем, примерок од својата фамилија и од на татко ми и од мајка ми страна која се занимава со музиката. Родителите ми се инженери по металургија, технички лица, немат никаква надвор од музиката 200%. Да. Сама некако, знаете како, на сите деца се купуваат тие инструментчиња мали хармоники, не знам, клавирчиња, синтесајзери, такви работи. Мене ме тоа интересираше уште кога бев во градинка. Не мислев, ни моите родители не мислеа дека некогаш ќе се занимавам со музика професионално. Али ми беа интересни. Не ти направија пречка? Не ми направија пречка. Во твојата идеја? Ме запиша во нижо музичко со девиза оди па колку издржиш буквално. Кој инструмент беше во нижо музичка школа? Хармоника. Мака моја тешка. Дугметара или клавиатура? Не, клавиатура. Клавиатура беше. Инаку во Србија популарна е дугметара. Да. Ама во оној шумадински оддел, нели? Така е. Ја погодив. Да. Се служи. Така е. Тоа е точно, да. Почнуваме дека го разпочнавме разговорот, ние ќе го продолжиме, но следува убава македонска народна песна. Останете со нас. Диригент Ивана го почнавме разговорот
кажавме на нашата музичка јавност и штипска јавност, каде доаѓаш, како доаѓаш, што имаш завршено. Сега, вашето работно искуство пред доаѓањето во Штип, имавте ли искуство? Да, имав. Прво, уште како студент на 4-та година факултетот, се вработив во едно основно школо, основно училиште, каде што бев како наставник по музичка култура. Практично јас од секогаш сакам да ги сакам децата. Јас сакам педагогијата како Музичко воспитание. Музичко сите воспитание. дечиња, Така е, така е. И мојата главна цел беше да ја пренесем таа моја љубов кон музиката на децата. Тоест, во нив да разбудим љубов кон музиката. Не се оптеретував премногу со наставна програма. Се трудев да не бидат така сувопарни лекции. Туку пеевме, танцувавме, сликавме, цртавме. Се во служба на дечињата на твоите ученици, да. Токму така. Ето. Имавме, да кажем, фантастичен хор за едно основно школо, и имавме одличен хор, имавме оркестар од најразлични инструменти. Дури правевме сами инструменти, тие тропки, не знам, триангли, такви некои удирачки инструменти. Мислам дека успеав да во разбудување на таа љубов кон музиката. Професионалниот дел ти е диригентството. Така. Инаку во светот е познато дека тоа е машка професија. Каде се најдовте вие тука? Па, машка професија точно, и некогаш и се нашалам со моите колеги други. Кажем, јас сум физикалец. Да. Тоа е физичка работа практично, но ако го сакаш нешто, јас ја сакам музиката и ги сакам луѓето. И најнормално беше да се определам за тоа што ги поврзува една екипа и музика. Диригентството е многу комплексна работа, во смисла секој инструменталист или соло пеач има свој инструмент и колку се подготви, тоа му е. А ти како диригент практично зависиш од расположение, од здравствена состојба, од карактери на други луѓе. И то повеќе луѓе. Значи, диригент практично треба да биде и добар пријател со своите хористи, и педагог, и психолог, и така натаму. Да ја пренесе своја љубов кон музиката и својата визија за одредено музичко дело кон хористите, а тие со својата изведба да ја пренесет на публиката. Ти значи ли нешто името Зубин Мехта? О, како не. Браво. Да се пофалам, имам го гледано уживо во Белград и ги пратив сите негови проби. А следите ли ги новогодишните концерти од Виена? Да, да. Секоја Да. чест, да. Тоа е богатство. Тоа е Тоа е Виена. богатство и Тоа е тоа е Виена. една Тоа е традиција. аристократија, да. Така е. И вика, мораш да набавиш влезница 3 или 4 години, па дури и 5 однапред. За цена не прашуват, нели? Така. Тие што ја сакат класичната музика. Тоа е точно. И следува музичките фолклорни богатства од нашата песнарка Штипјана.
Драга гостиње во емисијата Ивана, во нашата музичка емисија, станува збор за она што го постигнавте во вашиот роден град или во студирањето во Белград. Да се докажеме во тие твои работни искуства? Спомнав еден период каде што работев во основна школа. Потоа, кога дипломирав, се вработив во нижо и средно музичко училиште Ватрослав Лисински во Белград, каде што држав предмети од области на диригирање, како и колективно музицирање. Хор, оркестар хармоники и гудачки оркестар. Така, имавме и доста настапи, махом по Белград. Имаме освоено прва награда на републичкиот надпревар на оркестри. Тоа е 2001 година, пред многу години. Не толку одамна, да. Не толку одамна, не е толку. Сигурно. Паралелно работев со хорот при културно-уметничко друштво при корпорација ПКБ Белград. Имавме женски омладински хор со кој патувавме низ цела Србија. Имавме едно 50 на концерти. Имавме годишни концерти кои беа гламурозни, траја по 2,5 сата, беа одржувани во Сава центар. На тие сум особено горда, затоа што во тој хор јас учествував во негово основање. Да. Така, од почетокот сум. Ти значи ли нешто Сева Стојановиќ Мокранец? Тука е. Секако Тука е. Во душата се разбира. Патот до успехот е долг, нели? Белград, Крагуевац, па доаѓаме во Штип, патот до успехот е твој. И како дојдовте диригент на градскиот хор во Штип? Кој ти помогна или само со својот квалитет се понуди? Тоа беше иницијатива на Нефи се случи голема трагедија. Покојни Ангел Давчев беше диригент на градскиот хор. Наш колега претходно пред тебе, да? Да. За жал го запознав многу касно, веќе беше болен, веќе така, немаше ни се предаваше веќе. Едноставно, али еден прекрасен човек. Така да ви остави одлични впечатоци како диригент, како способен и така натаму. Да. А пред него беше? Пред него беше господин Столе Поп Димитров. Да. Така. Додека господинот Ангел Давчев можеше да работи, тој го држеше овој градски хор. Меѓутоа, кога веќе не можеше, он сам побара да најдат замена. Да. И ме најдоа мене, јас сум му особено благодарна на него и на луѓе од тогашната управа на хорот, тоа се Петар Пиков, Љупчо Николовски, Марија Јанинкова, Марија Димкова и Мите Шопов. И многу други, така натаму. И многу други. Професионално се менуваше поставката на хорот. Имавте мноштво хористи, па потоа се намалуваше и така натаму. Но за сегашниот хор ние ќе кажеме малку покасно. Следуваат убави македонски народни песни од групата Штипјани, а се разбера и неизбежните реклами. Да бидеме повторно заедно. Što te zarlubi
Колешке Ивана, ние го начнавме почетокот на твоите хорски дејанија и активности. Ме интересира малку повеќе за историјатот на градскиот хор. Колку бевте вие запознати со твоите претходни колеги? Столе, Ангел и така натаму. Градски хор Штип е формиран како здружение на граѓани. Добро. Во 2009 година, мислам на 1 април, не сум сигурна, мора да проверам то. Благодарение пред се на Петар Пиков, тогашен председател на управен одбор на хорот, кој имаше една визија и практично таа пеачка група, реално гледано, тоа беше група на пеачи, мислим во тој ранг. Али со тенденција да се унапредува и вокална техника, да се добиваат членови од сите генерации. Правилно дишење во пеењето. Така е, да. Тоа секако. Да се едноставно, ширејќи го членството, да се зголемува и квалитетот на самиот хор и да тоа еден ден стане едно одбележје на градот Штип, да со гордост да го носи тоа име Градски хор Штип. Тогаш беа мноштво на хористи, ти го прифати фактички оној поголемиот дел од хорот, но за сегашниот хор ќе кажеме малку подоцна. Моето следно прашање, колешке Ивана, колку сте задоволни од музикалноста на овој источно-географски регион, поточно во Штип и Штипско, и дали сте задоволни од тоа, и дали вашиот хор пее двоглас или вклучувате троглас по потреба според композицијата, нели? Да ви одговорам на првиот дел од прашањето. Во бивша Југославија важеше едно правило, имаше една поговорка: кроз Босна не пеј, кроз Србија не танцувај, не играј, а кроз Македонија ни танцувај, ни пеј. Не игре. Така. А тоа ќе рече дека сме ние музички способни. Процентуално гледано, ја најискрено мислам дека македонскиот народ е исклучително музикален народ. Со фантастично чувство за мелодија, а за ритам да не кажам. Оние ритмички влијанија, седмици од... Како не, седмици, деветки, единаески, петки, така е. Неправилните ритмички појави и така натаму. Така. Тоа е во гените веќе. Тоа е точно. Со тоа се слагаме, а вие инаку сте најверојатно уредно информирани, повеќе години сте веќе во Штип, како наша штипска снаа. Дали се задоволна во уредното прифатие штипјани? Да, ако можем да кажем, првата година кога дојдов, ти дојдов од Белград, 2-милионски град, каде што не познаваш никого, буквално, и многу е мала веројатност да сретнеш некој познат на улица. Тука кога дојдов, сите ме познаваа некако. И јас се почувствував како, да не кажем, медиска звезда. Како дома да сум, сега има една работа што малку, ако смеам да кажем, сме така и штипјани, претерана љубопитност. Да. Тоа. Јас лично не сум навикната на тоа. Да. Во Србија луѓето се малку порезервирани. Ако не те познаваат, нема да те прашуваат кој си, од кај си, зошто имаш таков акцент, зошто, не знам, милиарда прашања кои мислам дека не би требало да се постават. И јас не би ги поставила на никого. Именно тоа, Инаку народ како народ е многу пријатен и отворен. Тоа ми се допаѓа. Да кажам слободно нешто, дека одлично го владееш македонскиот литературен јазик. За тоа ви многу благодарам. За колку време го научи, секој е чест, значи браво. Се што се сака и се научи. Се научи, точно. Кажи ми, во хорскиот дел, имате ли некои граници во вашето членство, возраст, дали одите од 7 до 70 години, оние способни, оние кои што се музичари и што имаат, да наречем, трета уши? Не, старосна граница не постои. Не постои, да? Да.
може би долната граница ќе биде едно полнолетство или 16, 15, 16 години, да не се деца. Така, да. Инаку, горна граница не постои. Не постои. 107, 117, како се кој чувствува. Нормално, сега да се разбереме, потребно е да се има слух, тоа испитуваме на секоја аудиција, да се испита слух, да се испита чувство за ритам, да се види бојата на гласот. Имаме голем проблем со луѓе кои имат слух и имат чувство за ритам. Не го користат свој инструмент со години и не функционира. Не функционира, така. Да, точно. Треба да помине време со технички вежби, со вежби на дишење, вежби на поставка на пеачкиот апарат, за да се дојде до некое пристојно користење на пеачкиот апарат. Го користиш и бројот на машки и женски гласови? Ние се трудиме да под троглас не одеме. Да. Така. Во претходниот состав се пееше двоглас, евентуално некогаш троглас. Сега гледаме да ниедна композиција не биде помалку од троглас, дури се трудам и четвороглас да уфрлам. Значи прави хорски слог да биде, да едноставно да звучи по-богато. Тоа е точно, да. Да биде одлично, да прима ушите одлично. Тоа. Ќе го продолжиме убавиот муабет, а повторно од песнарката на групата Штипјани. Останете со нас. Колешке Ивана, градбата на репертуарот за хората, да не речем сериозна, или е стварно сериозна работа, дали сама го градиш тој материјал, тој репертуар, или имаш некои помошници кои што помагаат во сето тоа, или дали тој репертуар се сведува на старо фолклорно богатство, или нешто презимате ново, или комбинирано? Основата и
првичниот репертоар и практично оно од каде што почна Сдруженијето на граѓани градски хор се староградски и народни песни, претежно од Штип и Штипско, али и од територија на Република Македонија. Да. Така да тоа е нешто што ние не го запоставуваме никогаш, тоа е основа на нашиот репертоар се уште, но оваа година во новиот состав се обидовме да излезаме малку од рамките на староградска музика, да прошириме свој репертоар и имаме неколку аранжмани на исто така македонски, но забавни, поп и рок песни. Да, да. Типа Чукни во дрво. Тоа го бара публиката? Или предпоставувате дека ќе бидете интересни во тој дел, во репертоарот? Тоа се од прилика песни кои нас не враќаат у едно посреќно време. Тоа се познати македонски песни од фестивали, од Макфест, од Скопски фестивал и така натаму, и песни кои веќе имат една патина на себе, значи сигурно се компонирани барем пред 20, а може би пред 30 и 40 години. Значи репертоарот не ви е ограничен? Не. Не е само балкански, нели? Не. Кога веќе спомнавте фолк и рок, нели? Така е, да. Тоа што се однесува до македонската музика. Да. Значи сега имаме еден блок староградски песни и имаме блок поп и рок, забавна музика. Да, да. Но сега го унапредуваме репертоарот во насока на популарни песни од други народи. Руски, еврејски, црнечки, мексички, од целиот свет. Да. И така. А зошто да не, нели? Ако веќе тоа публиката ваша го прифаќа тоа, го добрува, вие се трудите за публиката да и дадете репертоар кој што ќе го прифатат и што ќе ве побарат и понатаму да ве слушат и да ве гледат. Така е, така е. Дали се задоволни во минатата година вашите настапи 2016 година? Излеговте ли надвор од Македонија? Тука мора да се пофалам. А зошто дали? Од 2016 година беше практично најплодна година и најуспешна година за градски хор Штип. Имавме 14 настапи. За прв пат отидовме надвор од границите на Република Македонија. Бевме поканети на интернационален фестивал на староградска и шлагерска песна во Кюстендил, Република Бугарија. И таму во конкуренција на 42 ансамбли ќе испадне фалба, ама и за фалба освоивме гран-при. И да е фалба, ама вистина е. Вистина е, така е, така е. Настапивме таму во 3 категории, како хор, како октет и како придружна група на нашиот ценет колега и голем другар Раде Рогожаров. На фестивалот во Кюстендил се запознавме со многу колеги музичари и сега веќе пријатели, можем да кажам. Да. И добивме покани за неколку градови, за гостување во неколку градови во Република Бугарија. До крајот на 2016 остваривме уште едно патување исто во Бугарија, во Ботевград, каде бевме гости на коледниот концерт, тоест божиќен концерт на пеачката група Пеј срце. Мислам дека во Бугарија конкретно многу повеќе се внимава на музичката уметност и културата воопшто, отколку кај нас. Јас се извинувам што морам тоа да го кажем, али... Тоа е факт. Ботевград е град од, да не кажем градче, од 22-3 жители. Да. Салата беше преполна, имаше разни, од мали деца до пензионери, до ептен луѓе во трета младост, да кажем. Сите со одушевување го прифатија и настапот на нивната пеачка група, чии гости бевме ние, а нас не пречека како, не знам, да сме, ни кажа, вие сте откровение.
ја може ли да дополнам нешто, значи фактички вие во Бугарија бевте македонски амбасадори на културата музичка. Токму така. Се сложуваш ли? И таму настапивме со штипски, исклучиво штипски и староградски песни. Да, тоа е точно. Следува песна Фолклорното богатство од групата Штипи. Колешќе Ивана,
веќе сме во 2017 година, секако вие вашите планови и програми се спремни за оваа 2017 година. Има ли богатство на тој план? Имате ли тешкоти во формирањето на репертуарот? Имате ли покани веќе за 2017? А тоа се случи може би покасно, нели? Да. Што се однесува до градски хор Штип, планови за 2017 година се следни. Нов репертуар за самостојниот концерт кој би требало да биде одржан во рамки на Штипско културно лето. Снимање на CD, ако даде Господ. А ќе даде? Треба да даде. Имате желба, нели? Желба имаме преголема. Да ги овековечиме некои стари штипски, староградски песни, барем 10 најпознати. Да. И план ни е потоа, мислим, тоа да биде студиска снимка, не вака од концерти, туку студиска снимка, и потоа да направиме спотови на... Имаме во Штип прекрасни локации. Значи, да остане како еден запис, како во нашата архива на градскиот хор, така и во архивата на градот, може би некој ќе биде интересно кога доаѓаат луѓе у службена посета на Штип да се поклони едно CD има што да се понуди, што да се каже и така натаму. Да се избогатите биографијата на хорот, а со самото тоа и културното богатство на Штип и Штипско. Така. Каква ви е соработката со општината? Имате ли срдечна соработка? Ги прифаќаат ли вашите желби и вашите потреби? Ние се одзиваме на секоја покана од општина Штип и нашиот почитуван градоначалник и со големо задоволство го прифаќаме тоа. Ние сме свесни за материјалната состојба на финансискиот дел е болна точка. Финансискиот дел подобро да не. Ти го спомна тоа, да. Точно. Али морам да кажам дека сепак имаме поддршка од Советот на општина Штип, од градоначалникот. Да не заборавам една многу важна работа. Голема благодарност упатувам до госпоѓа Вишна Шорова Ангелова, директорка на Домот на млади Штип, и до сите вработени во Домот на млади за одстапено време и простор за функционирање на градски хор Штип. Значи, ние сме таму секој понеделник, среда и петок од 6 до 8 на вечер. Тоа се наши колеги кои што ја познаваат културата и кои што имаат и они одлична програма. Така е. Значи, можете и нешто позитивно да придонесете и вие и да прифатите нешто што е актуелно за нив. Така. И да ве убедуваат во тоа и да ви кажат дека се ближе тој и тој ден, тој и тој празник, спремите програма и така натаму. Соработката ви на место. Секоја чест, браво. Јас сосема на крај само да ве прашам, имате вие активност и на Факултетот за музичка уметност. Дали продолжи таа активност? Кој дел од музичниот дел го одработувате на факултетот? Јас сум хонорарно ангажирана на сега е музичка академија, да ве исправам малку, во Штип при Универзитетот Гоце Делчев веќе 6 години. Лани станав добив насловно звање доцент. Ангажирана сум за предметите од областа на диригирање, што ми е и струката. Значи, работам со хор на Музичката академија и класичен оркестар. Настапуваме на сите настани организирани од Музичка академија или од Универзитетот Гоце Делчев. Морам само да напоменам, со оркестарот 2015 година учествувавме на интернационалниот фестивал Дојрана во Дојран и освоивме прво место во категорија оркестри. Тоа ми е особено мило. Музичните квалитети се секој во душата, а се наоѓа време за се. Кога се сака, а се може. Така. Колеш Ивана, богатство од твоите сознанија сегаш што ги кажавме досега во емисијата. Се надевам дека така ќе продолжиш, така ќе го градиш твоето и ќе го понудуваш твоето музичко образование, да го пренесуваш на твојот хор.
на твоите намери и така натаму, се надевам дека и твоето образование ќе почнеш да го надградуваш. Магистар, па доктор на науки и така натаму, сето тоа, млада си, знаеш, можеш и сакаш. И тоа да го направи. Од срце ви фала за убавите желби. Ја би сакала само да споменам уште нешто. Мислам дека на овој град му е неопходен еден детски хор. Љубов кон музиката се полесно пренесува на децата отколку на возрастни луѓе. И ако сакаме еден ден да имаме квалитетни ансамбли, дали вокални или инструментални, ние мораме уште од градинката да го негуваме тоа. Еве, тоа е твоја порака до нашите музичари во Штип, да се заземат да се направи еден детски хор. Секоја чест. Ивана, ми сугерираат од режија, нашето време помина. Благодарност, твојата музичка приказна нема крај, но времето кажува дека треба да се одјавиме. Благодарам уште еднаш, во друга прилика. Благодарам и на вас за поканата. Некош да се видиме на концертите. Секако ќе бидете сигурно. Со особито задоволство. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во оваа музичка емисија. Се надевам задоволни.